Македонија за прв пат доби национален план за справување со масовни жртви. Документ што треба да овозможи побрза, поорганизирана и координирана реакција на институциите, кога во краток рок има голем број повредени и загинати. Планот е усвоен на владина седница на 10 март по предлог на Министерството за здравство, а беше презентиран на меѓународната конференција Институционални и клинички аспекти и решенија по пожарот во Кочани една година потоа. Министерот за здравство Азир Алиу рече дека документот е системски одговор на трагичните искуства од Ласкарци, модуларната болница во Тетово, автобуската трагедија во Бугарија и пожарот во Кочани. За прв пат како држава веќе вчера објавивме националната стратегија за справување со масовни жртви, која што како документ е за прв пат направен таков документ во нашата држава. Според тој документ понатаму ќе имаме и акцијски план кој што ќе направиме нашите институции, нашиот систем да биде спремен за да може во реално време и брзо да делува кога ќе има потреба. Планот за прв пат дефинира кој што прави кога бројот на повредени ги надминува редовните капацитети на здравствениот систем. При кризни ситуации како сообраќајни несреќи, пожари, природни катастрофи или индустријски инциденти. Одговорот е организиран на 3 нивоа: стратегиско со кризно управување и координација на институциите, болничко со организација на прием и третман на повредени и предболничко со теренска тријажа, итна помош, евакуација и транспорт. Целта е намалување на смртноста, зголемување на преживувањето и подобра институционална координација. Планот е изработен со поддршка на Светската здравствена организација и усогласен со препораките на НАТО, а во подготовката беа вклучени повеќе институции и служби. На конференцијата беше представен и првиот национален протокол за изгореници со стандарди за проценка, тријажа, транспорт, лекување и рехабилитација на пациентите. Надлежните најавуваат дека неговата примена ќе се реализира преку обуки и симулацијски вежби со цел државата во иднина побрзо и поефикасно да реагира кога секоја минута значи спасен живот.